Живот во вечната темнина. Научниците открија дека Сонцето не е единствениот услов за живот. Месечините што кружат околу планети кои слободно лутаат низ Вселената можат да задржат течна вода дури 4,5 милиарди години, благодарение на внатрешната топлина создадена од гравитацијата. Океани без сончева светлина. Силните плимни сили ја деформираат внатрешноста на овие месечини, генерирајќи енергија која ги грее океаните под површината. Во комбинација со атмосфера од водород, овие далечни светови можат да станат лулка за сложени форми на живот, докажувајќи дека природата може да цвета дури и во најтемните агли на галаксијата. Артемис 2, по патеката на ѕвездите. На 1 април 2026 година, човештвото по повеќе од половина век повторно се упатува кон месечината. Четворица астронаути во капсулата Орион ќе поминат 10 дена во Вселената, изведувајќи прецизна орбитална прошетка околу нашиот природен сателит. Лунарен танц и огнено враќање. Најкритичниот дел од патувањето ќе се случи на 6-тиот ден, кога екипажот ќе прелета на само 6400 километри од лунарната површина. По деталната проверка на сите системи за живот, капсулата ќе мора да го издржи пеколот при влезот во атмосферата со температури од 1650 степени Целзиусови, пред безбедно да се спушти во Тихиот океан. Оваа мисија е клучниот испит што ќе го отвори патот за идното слетување на луѓе на месечината и понатамошните патувања кон Марс.